Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 13-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија, во продукција на Комитетот за демократизација на Република Македонија и Македонскиот информативен центар. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот верен соговорник Јордан Петровски. Добро вечер. Добра вечер. Оваа недела, како и сите досега, полна со вести и не е лесно да се направи изборот на темата која ќе ни биде централна. Меѓутоа, неделава некако сама си падна на место, објава на екс-премиерот на кралот во бегство, Никола Груевски. Неделава тој се обзнани со еден негов текст на Facebook под наслов "Нова парадигма за името". Интересно е што вака се случи токму неделава да даде оваа објава, затоа што јас мислев да покренам една дискусија токму на тоа што Груевски е политички бегалец, личност која што беше 10 години, 11 години премиер, малку подолго и лидер на партијата на ВМРО ДПМН. Значи голема фигура, како и да сакаме да зборуваме. На денешно време со сета технологија, со сите можности да се контактира со јавноста, тој се уште нема направено една, да кажеме, еден стрим во живо или некое видео да го сними од неговиот мобилен телефон. На 2-3 пати се има јавено со некои текстови кои не знам баш дали се напишани од негова рака. За овој текст, негова, јас се нареков манипулација, Да. можам да гарантирам дека не е од него напишана. Тој нема капацитет да напише ваков текст. Да, мислам дека никогаш до сега тој се нема покажано како таков текстописец, инаку ако е толку како се викаше кадарен за пишување, начитан, да. Значи си ја погрешил кариерата, тој требал да биде писател, новинар, писател. Да, тој можел да напише на ценејќи од овој текст, сега можел да напише сигурно околу 5-16, ако не и 20 книги. Да. По историја, по политичка по политички науки, па дури по овие за само подобрување, за психолошки. Посебно за ВМРО. Да. Такво познавање на ВМРО, кај Груевски, бога ми, може да му позавидат многу луѓе што удират во гради дека се основачи, дека се ВМРО-овци, дека фамилиарно се, по фамилијата се ВМРО. Сега тука има една работа, може би има нешто, бидејќи мајката на Груевски, благодарејќи на еден од основачите на ВМРО СДМР, го завршила школата. Благодарејќи на Константин Смичковски, кој предал во медицинското училиште, и таа како малку била послаба ученичка, ова се информација од прва рака, и по молбите на вујкото Јордан Мијалков, Смичко помогнал да заврши Надежда медицинско училиште. Може би од тогаш кај Груевски и љубовта кон ВМРО. Или по симбиоза ја има примерно го има мајка примерно му си, знаењето да, за ВМРО. Да, ета. Знаеш сега, еве да не излезе. Јас ти помагам во пишувањето на текстови. Тоа сигурно. Ти ми помагаш сега. Кога почнав да пишувам текстови, помагаше еден мој пријател од Куманово. Да. И јас тоа не го сокривам никогаш. Да. Бидејќи за да напишеш текст треба многу е поубаво кога два ума прават. Да, и кога има 4 очи. Да. Меѓутоа, воглавно темата на текстот, содржината на текстот е она што ти сакаш да го кажеш. Да. По помошта која што ја добиваш е обично од јазично-редакциски И малку со некој совет, со некој да се додаде нешто во текстот. Меѓутоа, овој текст на Груевски не делува како да тој една точка или запирка како да нема ништо тука. Јас се сомневам само на двојца луѓе дека го работеле текст.
Мислам, според начинот, читајќи ги тие луѓе, ги пронаоѓам еден од двајца е творец на текст. Да. За сега нема да кажам на кого се сомнева. Ќе го ставиме за понатак. Да, Да видиме моја, дали ќе се јават уште со некој текст. Груевски со ваков некој текст. Па уште малце книга, но му фалат уште 10 страници да биде книга. Да. Јас мојата прва сомнеж беше дека е човек од Удба, некој од кадарот на Диневски, некој таков тип. Меѓутоа, можно е да е новинар, што тоа е всушност, сега се повторуваме, но новинарите и Удба се едно исто. Да. Нели беше прочуена констатација, мислам, сведочење на министрот Сократски, дека постоеле полициско-новинарски бракови. Да. Така да, ништо чудно. Да овие некои деца родени од тие бракови. Да. Да се писатели на, на книги, на истории, па и на Facebook статус. Тоа тие бракови продолжи и ден денеска. Удба е жива, подмладена, ревитализирана, така да ништо чудно да ги повторно браковите се во мода. Тега си почнати со тие твои теории на заговори. Треба да ти купиме една шапка од тенекија за тоа сигурно од ово иде од харпот или од тоа што детрујат со тие со хемикалите, да, тие па или харп, сега не знам. Едното или другото. Па сега баш имавме денови, нели примет, имавме едно глобално заладување, падна еден голем снег. Па глобално затоплување, се стопи снегот, па пак глобално заладување, падна мрзал дожд. Какво тоа време, какво време, глобално затоплување, заладување, еднаш камо како некој да си игра на... Како сака, стисне ова копче, минус 30, стисне ова копче, утре се вајлем плюс 12. Не знам никогаш да било вака во зимо да паѓа снег или... Да, не, тоа не може. Но да одиме со наша вечерашна тема. Да. Значи, текстот на Груевски е нова парадигма за името. Просто сега неговите, колку беа таму 20 на страници текст, можеме да ги сведеме на го сменивме името, ама добро, еве сега името да влеземе во ЕУ и НАТО, па после ќе го спасуваме повторно името. Значи, повторно за два месеци. За 2 месеци поново, па таа е тезата на Глигоров, мислам теза на Глигоров. Доаѓањето на Глигоров во Македонија е да не успее да се створи самостојна македонска држава. А Глигоров не дојде на повик на македонци. Туку дојде на повик на Југословени. Да, и делегиран од воениот врв, од КОС. Не сме зборувале, има една средба во Штип, ова е сведоштво на сега покојниот Љубиша Георгиевски, мислам тој разговор ги имам снимено, така да тоа можам да го документирам во секој момент, кога ќе дојде време. Со дозвола на Љубиша е снимен разговорот, така да нема, да никој не се сомнева дека сум го снимал така. Директно го прашав, бидејќи ми требаше таа информација, јас ја знаев, но сакав да имам како документирана. 89-та година постојат неколку иницијативи да се разговара што ќе прави Македонија со распадот на Југославија. Една група е кај што учествува Љубиша Георгиевски, Цветан Грозданов, сега другите... Клюсев, Мијалков? Не, сега другите нема да ги споменувам, бидејќи треба да го барам, да го преслушам разговорот, не го преслушам сега, така ми дојде, но на тој разговор првпат е поканет и Киро Глигоров. Тоа е нивна втора средба, а првпат е поканет Киро Глигоров. Средбата се организира во Штип. Втората средба, таму и доаѓа Глигоров.
седнале разговорот, не ни почнал разговорот со вистинска тематика. Одеднаш пред таму кај што биле пред објектот застанува воен джип од касарната од Штип. Влегува војното лице и му вика на Глигоров веднаш да појде со него, бидејќи генерал Аџич со хеликоптере дојден по него да го земе. Глигоров заминува. Од тогаш веќе Глигоров не се појавува на ниедна ваква овие средбите на овие луѓе, бидејќи имало уште една или две средби да разговарат за Значи се прават подготовки за она што следи. Што следи? Да, гледаме во Хрватска на пример во тоа време се организира ХДЗ, Веќе ХДЗ во тоа време е малте пред основање. Да. Во Македонија немаме АБР. Да. Другата група е МАК, што се организираше МАК и тие одеа срамежливо. Прво движење, па потоа ќе бидеме партија, нема да бидеме партија и сите дејанија беа да се амортизира било какво основање на партија, на некое движење кое ќе има многу јасно, ќе биде многу јасно профилирано по национална основа за самостојна македонска држава. Да, затоа што оваа идеја, еве сега ќе влеземе во ЕУ, па после ќе го смениме името, всушност нели е тоа и ветувањето за влезот на Република Македонија, Народна република, потоа Социјалистичка република Македонија во Југославија, за тоа да биде едно возило преку кое што Македонија ќе се основа како федерална република, а подоцна кога ќе биде, значи, со сите созреани, кога ќе созреат условите, има веќе администрација едно друго, да може да се отцепи и да стане независна држава. Тоа е барем Хрватска и Словенија влегуваат во федерацијата со таа идеја. Да. Тоа треба да сметаме дека и Македонија влегува во таа игра. Македонија влегла во таа игра така, бидејќи Асном од Прохорчински јасно стои дека на македонците тоа е идејата. Затоа стои во заклучокот на Асном, кој сега Заев го исфрли од преамбулата, дека ќе се бори за обединета Македонија. И тука се е јасно. Значи, во тој момент, бидејќи комунистите ја немаат сигурно власта во рацете, прават еден голем фалсификат, дозволувајќи, инсистирајќи да се отвори Асном со химната на ВМРО, химната на Тодор Александров, на бугарашот Тодор Александров, химната која ја наследува ВМРО-то ја превзима Ванчо Михајлов. Значи, двајца, според историјата која сме учеле, двајца тврдокорни бугарофили, крвници на македонскиот народ, кои убиле, не знам, таму илјадници македонци. И сега со нивната химна е отворена. Во заклучок ставаме пред неколку емисии, да не ги повторувам. Се зборува за демократија, се зборува за право на избор, за приватна собственост и се зборува за обединета Македонија. Значи, кога комунистите свесно прифаќаат во тој момент да, како што Заев велеше пред избори, јас да го сменам името, не. Што железни опинци нешто. Деца да му умрат, татко да му умре, ако смени името, се колнеше човекот. Но луѓето наивни веруваа дека комунист верува во Бога и се плаши од клетва, од повикување на смрт на своји членови ако лаже, на тесно семејство. Знам дали сега да го покренам ова прашање или подоцна, меѓутоа тоа, гледам и ти, па и јас некогаш се фаќам во таа заблуда, не знам како да кажам, во тој воз. Да често им се обраќаме на северџаниве, што направивте, кој ве лаже. Добро, сега, на референдумот излегува
со се фалсификатот околу 350.000, Не, 600.000 души. 600.000. Да. Од тие 600.000, значи фалсификат беа околу 100-150.000 гласа. Значи доаѓаме до кај околу 450.000. Во тие има 250-300.000 албанци. И сега што останува, всушност зборуваме за околу 100 до 200.000 северџани. Да. Тоа е. Значи, македонците, тие 60-70% од населението на Македонија, етничките македонци, и значи 90%, да кажеме 80% од етничките македонци знаат, тие не се согласуваат со Да. тие ја видоа лагата. И тие немаат друго средство освен бојкот да покажат дека не се слага. Бидејќи ако излегоа, фалсификатот ќе беше и немаше потреба после Заев да купува пратеници, да менува судски одлуки, да целиот свет ја види целата дека и од оваа власт нема ништо. Да, и една работа сега да не го маргинализираме бојкотот и да не го маргинализираме, да не ја маргинализираме храброста на луѓето кои што го бојкотира референдумот. Не ти ова не се однесува на тебе, туку на некои што гледам по Facebook како коментираат. Бојкотот беше исклучително храбар чин. Затоа што доколку излезеш да гласаш, дали ќе гласаш за или против, не е едно прво не е важно, друго те виделе дека си излегол да гласаш, тоа им беше целта на режимот. Да. Ти си ставен на листата на добрите деца. добрите. Единствениот начин на кој што може службата да те види дека си против референдумот е да не излезеш. Да. Затоа што има список дека не си излегол. Да, сите кои се гласали се заокружени како гласачи. И точно знаат кој не гласал. Тука си прав, тоа е голема храброст на луѓето и покажување на една подготвеност за борба. Да. Значи, луѓето се окей. Да. Затоа кога се случи референдумот, ние јако бевме спесни дека ќе повторно овие вакви превари дека следуваат, меѓутоа прославивме, затоа што беше момент за славење. Македонскиот народ покажа нешто што можеби што ретко го покажува. Да. Покаже една решителност да биде македонец. Да. И да покаже дека не се плаши веќе. Да. Дека го нема стравот. Но сега тој пркос, како да не пркос, таа храброст. Сега се обидуваат сите да ја поништат. Да докаже дека не се работело до храброст. Слушам она вечер малку имаше ТВ дуел синоќ или прексиноќ, не знам која вечер. Помеѓу оној Зиков од Капитал и Филип Петровски. Што глупости изнатреска тој на Капитал, тој Зиков, се дека но тој си е познат како полтрон, секогаш со власта. Тој е дете на едно од децата на браковите. Да. И ми падна најмногу, не само смешно, туку колку луѓе, мислам, од негов калибар, не зборам за другите, од негов калибар, сега го продаваат нивниот нов имидж. Тој скокна и му замерува зошто Мицковски се сретнал на 6-ти, кога било прогласувањето, подпишувањето на спогодбата за започнување на процесот на прием на Македонија во НАТО, зашто се сретнал со Вучиќ. Тоа е таков срамен чин. Зошто не дошол да прослави, да направи некој коктел? Па зашто Заев не направи, зашто Зиков не направи прослава на плоштад? Да, па да го покани и Мицко. Да го покани Мицковски. Сега му замера затоа што бил во Србија кај Вучиќ. Тој правеше партија, како се викаше, Филип. Не, од Капитал, Зиков. Зиков правеше партија Бучко,
човек кој беше најтесно врзан со Белград, кој ги иницираше заедно со Латас и со Бранко Црвенковски протестите и палењето на амбасадата американска. Постои изјава на Латас, која досега никој не ја демантирал, дека каде е правен договорот помеѓу Фрчко, Црвенковски, помеѓу Црвенковски, Бучковски и Латарс, да се направи тој протест. Ој што ја пале американската Да, амбасада. тој протест. Значи, купувањето на тие делови што ја простија казната се купени од српска компанија. Сега, човекот кој најмногу има соработка со Белград, одеднаш се гади сега на Белград. Абе, мислам, тоа е... И уопшто немаше срам кај него, нема... Тој, ќе кажеш овој човек, па сигурно е внук некој на Ванчо Михајлов. Овие мемињава се извонредна работа. Најдобро опфатен токму тој феномен беше во едно меме со тетоважа беше на раката, оние нели класичните JNA, JNA 76-та прешкртано НАТО. НАТО, да. 2019. Сигурно сега Зиков тука ќе направи тетоважа. Јас сум Северна Македонец, Србена Врбе ќе пише на едната рака. И со се сега тука нема. Добро, како и по обичај, малку го довлековме Тоа поведот. мора малку да... Ето, малку да ги загрееме јазиците. Да, па немаш, мислам, нема што многу да дискутираме со за текстот на Груевски. Удбашка, подметнување удбашко. Да. И се што напишал е да го оправда потегот на Заев. Наводно, како што ни рече Глигоров, 2 месеци ќе трае ова привремено име. 2 месеци и еве кој би на производот на тие 2 месеци. Груевски 10 години додека беше премиер, додека беше во ситуација да го реши името. Да го реши во полза на Македонија, да го врати името Македонија. Зборувавме во една од нашите емисии, да не повторувам. Да. Сега повторно, како беше и што требаше да направи, да стори, многу беше едноставно. Тој приказа дека тој е заштитник на името, 10 години продаваше патриотизам. Да. Сега пак од Будимпешта, каде што не смее да каже збор за ништо врзано со службата, со причината зошто е дојдено до овдека. Кој му пречеше да го реши името? Никој. Баш. И се зборам... Да, па затоа сега Нели, нема да... Кога велам никој. Еве. Баш тоа. Или вака сега. Разузнавачките операции во правец на расцепкување и раскарување со цел ослабнување на десницата и изолирање и неутрализирање на таквите сили во левицата, ќе останат во врвот на агенцијата на многу страни. Стратегијата раздрипа влада и провејува низ целата македонска историја, за жал и денес. Сепак, таа не е нешто што и се случува на Македонија, вели Груевски во неговиот. Да. Во неговата објава. Помоćните и поголемите секогаш ја користеле во борбата против послабите и помалите. Чии служби? Еве, сега тој е бегалец, Да. политички бегалец, кој што има слобода сега да говори, Да. има заштита. За чии служби зборува? Тука зборува во овој текст, сугерира дека нечии страни служби, тоа беше и нели оправдањето за овие разговорите дека биле странски служби. Да. Чии странски служби? Посочи со прст. Да. Сега, ако е некој од овие што се сомневаме писатели, тие се и тоа се сите овие груевисти,
тие се бусаат во гради дека се големи американисти, прозападњаци, ставаат американски застави едно друго, па дури и оние конфедералните застави ставаат. А секогаш калето е криво за се. Така. Никош Удба ќе ја споменат само така. За да држат приклучок со нас. Која служба му беше во УБК на Груевски? Кои луѓе? Па силен човекот на ЦИА. Да, човекот на ЦИА. Тука кога дојде кога се имавме средба во Ројал, Јорк, во хотелот. Бидејќи тоа беше втора наша средба и сега веќе имаше подготвен одговор кој е Силјан. И се обиде да ми каже, знаеш, моравме ние да го земеме Силјан, бидејќи тој е човек на ЦИА, што беше голема лага. ЦИА вели вака: дајте ни човек кој ќе има на кого ќе се обраќаме како врска со. Да, мислам дека називот е liaison officer. Тоа е човек за врски. Човек за врски. Тој човек го предлага власта на Македонија. Да. Воопшто не ги интересира ЦИА кој е тој човек. Да. Тие има доверба во власта, дека тоа предлага човек кој е компетентен да биде човек за врска. Да, затоа што тие Македонија, бивша Југославија ги земаат како сојузници, значи некако тие не треба да праќаат конспиративни шпиуни таму да роварат, туку им треба едноставно отчет на она што се случува таму. Да, некои работи кои се случуваат во Македонија, за да не праќаат луѓе, имаат УБК е тука, која ќе им даде информација за движење на терористи, за едно, друго, трето, за пратки на дрога, се она што е интересно. Да. И така да лагата за Силјан е голема лага. Тие ВМРО Груевски можеше да го смени прв ден кога дојде. Во времето на Љупчо, Силјан не беше во УБК. Како сега човек во времето на Љупчо, човекот за врска не е врска? Тогаш беше доста беше тогаш човекот на ЦИА. Да. Тоа е новата приказка од кујдите. Да, па сега таман се укажа прилика и овој текст да го продискутираме. Зашто нема да одиме многу во детали. Да, нема што да. Ова е од сајт horoskop.kraјнички.mk. Значи, оно е Јован Крајнички што не знам како му името, дали Јован или Крајнички. Крајнички беше тој е единствен тој хороскопџија голем. На телевизии го памтам од кога живеевме таму, гледаше на Граф и на не знам што. И сега на негов сајт што е за гледање на кафе, текст со наслов Погребникот на Македонија, Сашо Мијалков викан Шиптар. Тоа е текстот потпишан од некој Гоце Данилов. Гоце, интересно е што е напишано на англиски, во англиски стил Гоце со наместо Ц, ТС. Ке прочитам само краток извадок од текстот. Почнува текстот вака: Никола Клюсев, министер за одбрана. Патем нема точки, нема запреки во текстот. Има точки само на пример пред наместо Јордан Мијалков, Ја Мијалков, меѓутоа нема точка, нема запрека никаде. Текстот па конспиративен текст за ЦИА. Да, за тоа го пишуваат. Така да не може ЦИА да го прочита, да се збуни, нема запрека, нема точки, да не ги знае кај што е, како е. Да, така имаше и на форумот едно време еден разурнувач така пишуваше да ти треба, а пишуваше по 10 страници, а ти треба по 15-20 минути една страница да му ја разбереш. Ти шифрираш тоа. Значи Н. Клюсев, министер за одбрана, прв братучед на Ја Мијалков, 1998-99 година. Лага, нема никаква родбинска врска. Клюсев и Јордан Мијалков, мислам право, тоа е лагата. Клюсев го именува Сашо за шеф. ВСБИР, воена служба за безбедност и контраразузнавање,
Тогаш Сашо учествува во тендер криминален вреден $2 милиони, добива кривична пријава и сменет од тоа место. Точка. Има значи точка. Секунда, сај да го појасниме тоа. Да, онака само да Мијалков е сменет, и тоа Љупчо го има изјавено официјално, затоа што тој е заменик министер за одбрана, таква му е функцијата, и го води военото разузнавање. Тоа му била задачата, тоа му било работата во Министерство за одбрана. Воопшто, еден извештај, барем по Љупчово кажување, немало во која ќе предупреди дека се движат терористи, дека се подготвува на границата меѓу Косово и Македонија, дека постојат веќе групи кои се подготвуваат за терористички акции. И затоа е сменет. Сега прашањето е зошто никој не го гонеше за тоа после војна. Да. Имаше и Љупчо шанса тука и Црвенковски и Бучковски. Така Бучковски беше Хари, да. Костов, Груевски. Значи вака вика ВСБИР, значи воена служба за безбедност и разузнавање, тогаш Сашо учествува во тендер криминален вреден $2 милиони, добива кривична пријава и сменет од тоа место. Точка. Од ВСБИР треба да лежи затвор, ни ДПМН до 2002, ни СДС од 2002-2006 нема разрешница. Од тој момент го заштитуваат американците. И тој од тогаш е во служба на ЦИА и американците. И потоа натаму, во остатокот од текстот, ЦИА се споменува на уште, не знам, 10-15 пати, а текстот е може би 2 страници, 3 страници долго. Ништо не се разбира од текстот. ЦИА баш не се разбира. Меѓутоа ЦИА ја има на 5-16 пати споменува. Не важно. И потоа и во коментариве на Facebook што беа стави на објавата овој на страницата на Котле, повторно тука еден интересен коментар, вели за ЦИА не знам, ама за Белград гарант работи. Сега некој што си има некоја мува на капата вика на Белград мислам нема одговара договорите со Грција и Бугарија потенцијален влез на Македонија во НАТО. И овој малце шифрирано пишува. Да. Значи вика на Белград мислам нема одговараат договорите со Грција и Бугарија затоа што тоа значи потенцијален влез. Значи повторно Америка ЦИА е таа што е. Да. Таа теза дека некој од надвор е оној што ама оддалеку од Америка, од Москва, од Тајван, од Мајван, дека некој прави завери против нас, тоа е најлесниот начин на кој што оние кои што се виновни можат да кажат не држте го крадецот, јас сум крадец. Тие се таму Америка. Сега Америка ја финансира државата 70 години. Да. Го гарантира низината безбедност. Сега ништо не се менува со овој влез во НАТО. Ако влезат. Тоа е следно прашање. Меѓутоа, ништо не се менува затоа што Македонија веќе е била под протекторат на НАТО 70 години. Да. И договорот за партнерство со Америка е подпишан со 2006, 2004, 2005, не се, но има таков договор. Признавањето под уставно име 2004 или која година се случи. Тоа се гаранции дека Америка стои зад Македонија. Да. Тоа е токму причината зошто, например, Советскиот сојуз кога оди врши инвазија во Унгарија, подоцна во 68 во Чешка, во Полска, во Југославија не сме такво нешто да направи. И покрај Коминтерн, информбирото. Тогаш е точно е прилика кога тогаш можеше да би требало да направат интервенција. Но затоа што Југославија била 50-50, Русија се една страна. Да. Македонија беше 100% американски интерес. Бидејќи во мемуарите на Грилакис, грчкиот генерал кој беше чувал во Македонија од Фрсковски,
многу работи кажува Грилакс во неговите мемуари. Објаснува дека Америка, САД, помага да победи Желју во Бугарија, да победи Мицотакис во Грција и Илијес, како беше на председателот на Романи, на првиот председател после распадот, за да гурне комунизмот. И многу јасно говори Грилакис во неговите мемуари, дека Америка САД го руши од власт Мицотакис, затоа што не го испочитувал договорот за признавање на Македонија. Го читавме текстот од New York Times од јули 1992 година. Тоа е, таму стои јасно дека САД и неколку држави од ЕУ биле за признавање на Македонија под уставно име, под името кое си го носела, и да биде примена во организациите во сите организации светски. И сега, одеднаш, повторно, Груевски сега ќе ни се јавува со писмо и ќе ни објаснува да, нема проблем. Да влеземе ние секаде, а кога ќе влеземе? Ајде сега, први на кој, ајде ќе идеме први нова. На тоа. Еве сега, тој вика вака. Се разбира колку и да е, цитирам од Груевски, се разбира колку и да е народот свесен за својот идентитет, име, историја и припадност, потребно е континуирано парирање на антинационалната и антимакедонска пропаганда со контрапропаганда, посилна од пропагандата, со разобличување на сите нечестни намери и скриени цели, до ниво до кое ќе сватат дека попусто си ги трошат парите во Македонија. Тоа треба да се прави внимателно, без да се загрози членството во НАТО и ЕУ во наредните 607 години, или колку и да се, но да се прави. Секунда, тука ќе застане малку. Кој ќе ја прави таа контрапропаганда? Кој? Еве тој ја прави. Дали додека беше тој 10 години премиер и 14 години начало на ВМРО да помане, направи вестник на ВМРО, направи телевизија на ВМРО, направи радио на ВМРО. Не, па тој ги купи овие проститутки. Кога купи? Не. Па, тие не можеш да ги купиш. Тие само ги... Дзинго, Минго... Да, ма тоа беше и грешката на Љупчо. Бидејќи, малку да се вратиме баја ги поназад. Колку беше страв во власта 91 година, кога на моја иницијатива и моје финансирање почна да излекува глас. Излегоа неколку написа, што беа многу интересни написите, за случувањата во МВР, за пензиите, за пензијскиот фонд, во кој од 30, мислам, ова ми остана така, сега нема да сум прецизно бројките, но 32.000 пензионери во Македонија во тоа време, или може би сега не знам, да не баратам со бројки. Нека многу ниска бројката се чини. Па и на мене ми е тоа. Околу 3% од пензионерите. Сега се сетив на што е 30.000. 30.000 беа со минимална пензија, тоа оние носите, борците, заслужите граѓани, носители на партизански споменици, беа некаде околу 100, 200, 300 души сега, нема да. Тие нивните маса на пензија беше поголема од масата на овие 30.000 луѓе. И тој податок е објавен. Го има во глас, мислам во вториот број. Точно по име и презиме ги извадивме и ги објавивме. И тогаш од еден таков вестник кој излегуваше на месец ден, доста и групата околу неја кој продава пробугарска ориентација,
на ВМРО, се занимава, се обидува да го прикажат, низ текстови да прикажат дека тоа е вестникот се залага за бугарофилство. Кога видел дека не може да успеат во тоа, и доста ме натера да се откажам со една перфидна игра, дека јас се богатам од тој вестник. Што се дели без пари. Да. И тоа ми е поентата. Значи, Груевски го обнови глас. Пред 2011 го обнови глас. Сега, ќе го видиш капацитетот. Овдека збори за антипропаганда сега. Да. Тој требаше во тие 10 години додека беше премиер. Да, ова го имаме зборувано и друг пат, меѓутоа мора да го потенцира. Сега тој зборува за контрапропаганда, за јачење на македонскиот идентитет. Начинот на кој што тој ја спроведуваше таа пропаганда, нели на антиквизација што ја нарекува и собрање на споменици, па дури и некои величења на одредени личности од историјата на ВМРО, не донесе никаков вистински резултат на едно вистинско осознавање на она што било важно, она што ги движело тие луѓе. Како што веќе имам зборувано. Кој е клучот? Зошто е ВМРО толку интересна тема за Македонија? Затоа што ВМРО е зародишот на идејата за Македонија. Сега, од каде дошла таа идеја? Тоа е она што треба да не интересира и тоа што треба да го пренесеме, затоа што ако го разбереме тоа, ќе можеме да го повториме. Ќе можеме тоа движење повторно да го направиме. А градејќи само споменици, дали на ќосето, дали на некои јавачи на конј, преку тоа може некој странец туѓинец што ќе дојде ќе види ова убаво. Меѓутоа нема да разбере што значи тоа. А па уште помалку нашето македонско население нема да разбере што било она, која била движечката сила за сето тоа. Тоа никаде не се разработи. Тука е проблемот. Не смееме да говориме дека македонците се борци, се подготвени да се откажат од се за да направат држава. Се бореле, жртвувале се. И сега одеднаш ние говориме дека еден војвода, еден комет и еден кодор, што не е точно, што е најголема лага. Да. Тоа е пропагандата која го уништува историската вистина. Губива моралот кај македонците. Бидејќи сите вика, па чекај. Сите биле предадени, ама од кого биле предадени? Тука е поентата. Кој ги предал? Не се македонци тие што ги предале. Не се македонци, воглавно биле грци, гркомани. И односно власи гркомани, кои што фигурирале како грци, срби, србомани, агенти платени од српската пропаганда. Значи, не зборуваме за македонци, зборуваме за туѓинци кои што имаат претензии кон нашата територија. И тоа е напишано во книгите историски во книгите од тоа време. Да. Ние не говориме напамет. Да. Затоа што е она во Македонија што се случува? Македонскиот народ е мнозинството, а секогаш над него владее некој етничко малцинство. Малцинство, така, точно. Тоа е цела. И сега, значи, турците, албанците, србите. Тоа е она што, меѓутоа, на начинот на кој што ја раскажуваме историјата, никогаш не можеме да го согледаме тоа. Секогаш се зборува за некакво си братство, единство. Да. Затоа веќе досадив со моето тоа. Додека не си го запознаеме непријателот, ние нема да извојуваме победа. Да. Нашата битка е битка против ветерници. Да. Ние секогаш со прс покажуваме на оној кој не е непријател. Да. Ние мораме да го запознаеме непријателот, мора да се запознаеме себе си, да си го сознаеме својот капацитет, да го сознаеме капацитетот на нашите непријатели и на светот воопшто, да видиме кои се рамките во кои што може да се действува и согласно со тие правила да настапуваме напред. Текстот што го работевме со покојниот Дане за основањето на ВМРО ДПМН. Да. Текст кој гласеше дека ВМРО му даде шанса на ДПМН.
И тука да не објаснува како е формирано, дека тоа е спојување на две партии, две идеи. Да. Тука е и дека цело време битката, додека преговарала, траела да се наметне идејата на ВМРО. Пуштила удба. Сметајќи дека лесно ќе успее после да инфилтрира луѓе. Да, го повторува Астон. Да, го повторува Астон. И во тој текст напишавме со Данијата една многу голема вистина која се повторува и сега ме испровоцира со ова негова приказна. Тогаш во текстот стои вака. Дека Груевски чини се да наметне дека Драган Богдановски е човекот кој го направил ВМРО ДПМН и дека неговата идеологија и дека тој е ВМРО-вецот во ствари. Всушност не дека е ДПМН. Стои таму во текстот. Утре кога некој ќе после 50-100 години кој се некој да истражува, од Богдановски нема да најде збор во неговите, а Богдановски пишувал многу. Да. Има многу, зад него оставено многу пишани документи. Да. Еднаш нема една споменато ВМРО. Да. И што ќе кажат луѓето? Да, ова било лага ВМРО. Бидејќи, еве, Драган Богдановски е човекот кој е столб на основањето на ВМРО ДПМН, како ВМРО-вец се обида да го прикажат, и тој ќе каже да прикажа не. Тој бил навистина ВМРО-вец, бидејќи нема трага од ништо друго. Ако сакаше Груевски да направи трага и да требаше да ја објасни улогата на ВМРО СДРМРА. Да. Беа живи тројица од четворицата. Да. Улогата на ВМРО СДРМА, подосна правда, е она што мора да се потенцира постојано и да му влезе во умот на македонецот. Тие луѓе, за разлика од ВМРО-то пред Втората светска војна, ВМРО-то до 34-та година имале каде да се кријат. Да. Можеле да бегаат во Бугарија, таму биле привилегирани дури. До 34-та година. До 34-та година. Од 34-та година и таму. Меѓутоа, по Втората светска војна, оние кои што биле застапници, приврзаници на идејата, ВМРО-вската идеја за самостојна независна обединета Македонија, немале каде да бегаат. Нема. Тие биле свесни дека нивните напори ќе бидат не само залудни, туку ќе им донесат голема штета, голема лична Не казна. воли. А сепак настапувале и се додржале до таа нивна идеја. Покажале храброст да се кренеш во тоа време, кога се направени големите чистки во Македонија. Да. Од 45-та до 47 година. Се кријат чистките. Не знаеме точната бројка. Груевски тоа не го истражи. Да. Сега, има паралела помеѓу овие младинци и оние кои што почнале, значи што го основале ВМРО-то и кои што почнале првите 10 на 15 години да действуваат. Меѓутоа, сите кои што учествувале во ВМРО не можеш да им сите биле свесни дека мора да се жртвува. Да. Мора да се фрли жртва за да се добие нешто. А што е тоа всушност? Тоа е самата поента на христијанската порака. Христос се жртвува себе си, односно Господ го жртвува својот единствен син за да добие нешто, да го добие човекот повторно. Тоа беше она што и тоа останува она што мора да биде таа контрапропаганда, која што Груевски никогаш не ја спроведе. Тој спроведе, тој фрли во воздух 14 години прилика како лидер и 11 години прилика како премиер, правејќи некои измислени или недокажани, недокажливи истории. Свесно. Го зборувавме и она. Да. Ако сакаме да покажеме некоја врска со античките древните луѓе таму, требаше да се прават ДНК. Да, и готово. Тестирање и готово. Си има. Науката омозложила се. Мислам дека
во следниот цитат ќе го извадиме оно што е најопасното во текстов овој на Груевски. Клучно е во ЕУ и НАТО да влеземе. Но ако веќе влегуваме со сменет устав и штетни договори, да влеземе барем со јасна, цврста и нескршлива национална свест како македонци, со непоколебливо чувство на македонски идентитет. Со свест дека сме држава на која само привремено и насила спротивно на волјата на мнозинството и е наметнат договор за смена на името и идентитетот, историјата по туѓ терки замисла. И да не заборавиме, поддршката од надвор за Преспанскиот договор е заради членството на Македонија во НАТО и до некаде во ЕУ. Откако тоа ќе се случи, макар и со насилно сменета влада, устав, незаконски гласање и објави во службен весник и така натаму, интересот на меѓународната заедница за тоа како ние ќе се викаме и што мисли за тоа некоја друга земја ќе биде далеку помал. Што порано влеземе во НАТО и ЕУ побрзо ќе започне етапата за корекција на нанесената штета. Влезот во НАТО се да оди најдобро. Значи, ниједна држава да не се спротистави и да не побара, бидејќи последното писмо од НАТО, не од Столтенберг, него од НАТО, значи условите за прием на Северна Македонија во НАТО се исти како условите за давање на датум за почеток на преговори со ЕУ. Реформи во администрацијата. А гледаме какви реформи прави. Мислам дека се фали со 40.000 вработени. Ако е се 40.000 вработени за овие 2 години во време на владење на Заев, јас мислам дека 39.900 се вработени во администрацијата држава. Така да не знам кај ги вработил на друго место, кај се вработени. Нема ништо, некој нов погон да се отвара нешто, некој производство. Потоа, значи, администрацијата, реформи на УБК. Која е реформа на УБК? Ота што е само петата управа што е isfрлена под наводници isfрлена од контрола на УБК. Говореше минатата мисија за тоа. Реформи. Тоа е како врапчињата што пеат жив во пролет. Реформи. Знаете дека во Македонија реформи се спроведуваат уште од турско. Да. Првин се оние Танзимат, мислам дека од 18-тиот век или од средината на 19-тиот, па потоа Европската заедница, големите сили наметнуваат австро-руски реформи, па усвари не. Првин Хамид вели тој ќе прави реформи, па потоа Австрија и Русија ги наметнуваат мурцешките реформи, па потоа младотурците. Во Македонија само реформи. Да. И никако да се направи таа реформа. Сега ми посети кога бевме по Куба пред некоја година. И Мадуро беше гостин на прославата на годишнината од револуцијата. Да. И тој дава интервју, вели, јас сега ќе правам корените реформи во Венецуела и ќе се следи системот. Еве докаде дојде. Реформи не може да направат луѓе со комунистички менталитет, со диктаторски менталитет. Добро сега. Ајде, значи, Груевски вели, клучно е да влеземе во ЕУ и НАТО, еве ако треба и со сменато име. Истиот ден, министерот за понадвор, Димитров, вели, тешко во ЕУ, Северна не е гаранција. Да. Вели, во обраќање пред Атлантски совет, ова е од express.mk, во обраќање пред Атлантски совет на САД во Вашингтон, министерот за надворешни работи Никола Димитров призна дека и покрај менувањето на името ќе биде тешко за Македонија да стане членка на Европската унија.
пропуштивме неколку возови за Европа и додека бевме во чекалницата, регионот и ЕУ се сменија. А се смени и начинот на кој се примаат нови членки. Веќе нема волја за проширување. Поминаа деновите на обединување на Европа, изјавил Димитров. Зошто сега, ако Македонија, Западен Балкан, ако останува како последна зона која што треба да се вклучи во Европската заедница, нели е нелогично да се мену, да се губи волјата за прием на Сосема друго нешто во прашање. Мислам едно, јас прво ЕУ не промени ништо од како заевме на власт. Да, во тие месец, година и пол нешто не се смени. И од како дојде од 2016 навака ништо не е сменето. Да. Од изборите. Значи, сам признава Димитров дека целта на смената на името, сите овие двојазичноста, се што правеа како влада, целта не е влез во ЕУ и во НАТО. Бидејќи, јас се сомневам, многу мене ќе кажат да, ова го зборам од инајат. Не. Бидејќи Холандија и Франција ставија вето на давање на датум за почеток на преговори во ЕУ. Потоа дојде писмото дека и НАТО ги бара истите услови. Од 29 членки на НАТО, секоја посебно треба да го ратификува договорот со НАТО, со Македонија, за да Македонија влезе. Таму се и Франција и Холандија. Да не споменувам други држави. Лага е дека сега се сменила атмосферата во Европа, дека одеднаш сега оние глобалистите кои што инсистираа да ја обедина цела Европа, дека одеднаш сега кога им останале уште 2 или 3 државички, дека тие не ги сакаат. Не е точно. Тие имаат желба да ја прошират целата таа европска заедница, меѓутоа сепак мора да се придржуваат барем до некакви стандарди. Ама тоа тие ги донесоа тие стандарди. Не се стандардите сега измислени. Да. Тие важат од после приемот на Бугарија и на Романија. Да. И мислам дека и на Хрватска, така некако беше, ЕУ свати дека направи грешка. Иако беа глобалисти во прашање на власт во Европска Унија. Но сватија дека направија грешка која ја доведе во прашање Европската Унија. И сега, за да зачуваат Европска Унија, тие нема да ризикуваат да влезе Македонија и Албанија во и Црна Гора. И сега во Црна Гора пукна голема афера. Со Мило Ѓукановиќ што? Да. Треба да излезат деновиве докази каде му е давано мито на Ѓукановиќ. Дали, видиш каква несреќа сега, сигурно братот на Ѓукановиќ се вика Аца. И тој отвори банка. Вицето отвори штедилница. Менувачица, каде што дава позајмици со енормно високи камати. Вицето сега успеа да се спаси од пред суд за примање за барање на подкуп, бидејќи излезе дека еврото било цемент. Да видиме што ќе каже Мило сега, што значат тие, ама ова изборува таму за милиони кои му се дадени веќе. Кој му ги давал човекот е во Лондон. И сега ЕУ дали ќе прифати да го прими да ја прими Црна Гора. Затоа што Синџиро пука на најслабата алка. Иако Црна Гора има сепак стратешка важност. Има излегува на море. Да. Русија беше многу присутна во малтене ја купи купи комбинатот за алуминиум. Целото крајбрежје беше во нивни купена. Да, и таму постои она историска врска меѓу Русија и да. Уште Црна Гора е уште во војна со Јапонија заради Русија. Да. Така да, тоа е големо братство. И сега тука се колеба ЕУ дали да ја прими Црна Гора. Тука е голем проблем. Да. Значи, доколку е во прашање само експанзија на Европската заедница, на Европската Унија, тогаш немаше да биде проблем. Да. Сепак има некои стандарди до кои што тие се придржуваат. Но ова, како што рече ти, е се повеќе доказ дека
промената на името, целта на промената на името никогаш не беше она што рече Заев дека е за влез во ЕУ и НАТО, туку се повеќе и повеќе се потврдува нашата теза дека сето ова беше направено да се заплаши народот за повторно да бара сојуз со Србија, да биде повторно да биде Западен Балкан, Југославија скратена, нешто слично. Меѓутоа повторно да биде некаков таков сојуз каде што Македонија ќе фигурира како федерална држава, република, и тука ете повторно ќе си го сочуваме идентитетот асномски, символиката, се што сакаме да правиме, можеме да си правиме во таа држава. Сега на маса е преговорите се интензивираат меѓу Србија и Косово. И се поизвестно е дека ќе мора да дојде до некоја корекција на границите. Да. Сега еден дел од косовската власт, мислам дали сега и премиерот, не знам кој е, Тачи е едно, Хардина е друго, Хардина е против менување на граници, Тачи е за менување или беше обратно, еден од нив двајца е подготвен и инсистира да се прави корекција на границите, едниот е за, значи глумат еден добар и лош полицаец. Да, а на се случи вчера, има една многу битна работа. Вчера се случи еден Косово ги прекина односите со умник. Тоа е Обединетите нации кои се грижат за безбедност на србите и за исполнување на договорите меѓу Србија и Косово. Ги прекина односите со умник. Што е еден неповолен сигнал. Да правија војска косоварите, ја имаат зад себе Албанија, ги имаат албанците во Македонија, значи имат една сериозна потенцијална сила. Да, сега, значи, од двете страни се тресат саби. Да. И оне будалиот ќе се вратам пак на од Капитал, зошто бил Мицковски кај Вучиќ. Па се спрема војна на триаголникот Македонија, Косово, Србија. Кај ќе оди ако не да успее да дознае што планира Србија? Да. Сега, мислам дека ова е едно мислење до кое имаме дојдено. Постои една варијанта каде што можеби ќе се прави една скратена Југославија минус Словенија и Хрватска, меѓутоа и таму се прави се прави голема пропаганда да се вратат добрите чувства кон Србија. Лепа Брена прави повторно. Тоа што прави Лепа Брена не е проблем. Тоа е културна културна пропаганда. Има друг еден голем проблем што многу малку те прекинав, но сакам ќе го заборавам. Мора малку да ми водиш сметка за годините, затоа што министерката за надворешни работи на Хрватска е надгледувач на развојот на Србија по прашањето, бидејќи Србија или доби датум за преговори со ЕУ и сега оди почна да ги решаваат поглавјата. Министерката на Хрватска е таа која ги надгледува. Во Хрватска се дигна голема паника бидејќи министерката не инсистира како што направи Грција, ќе направеше Грција, направи Грција за да го сменим името, да кажем Грција. Словенија бараше услови да исполни некој Хрватска. Така да и сега самата власт во Хрватска се обидува да и помогне на Србија да влезе во ЕУ. Без реформи, без ништо. Без ништо. И тоа е сега една голема во Хрватска тука се води една голема полемика,
големи критики при владата, а владата е оно што во Македонија се прави под тепих, во Хрватска се прави јавно. Во владата учествува ХДЗ, комунистите и Српската партија. Значи сега она Заев што го стори во Македонија, Заев, Дуи и групата осумината од ВМРО. Тоа е и сега тие луѓе, тоа е хрватската слика. Да. Да не заборавам јас, значи овие 8 што ги спомна од ВМРО, овој текст е доказ дека, повторен уште еден доказ дека Груевски има учествувано во тие Сигурно. Во тие договори, во тие преговори, дека Груевски е дебело замешан во предавството на тие осумина. Инаку за оваа варијантата не ја довршивме, значи ќе биде некаква Југославија повторно, можеби и Хрватска и Словенија се во игра дали може да влезат или не. Меѓутоа без нив или со нив Албанија би била плюс во таа. И на тој начин ќе ги задоволат и албанците, ќе бидат сите во една држава, ќе ги задоволат македонците, ќе си го спасат идентитетот и на тој начин Велика Србија повторно ќе се формира. И ќе се случи тоа го зборевме, но ќе го повторно денеска. Ова се зборовите на Стипе Месич. Негова идеја е ова. Нова Југославија минус Словенија плюс Албанија. Тоа е негова идеја. Затоа во Хрватска се крива една тензија сега, дека во Босна и Херцеговина хрватскиот идентитет не е заштитен. Бидејќи постои Република Српска, како засебен идентитет, постои Муслиманската федерација, ама хрватите не се дефинирани како конститутивен народ. Територијално не се конституирани како што е Република Хрватска, Република Српска. Да. И затоа тие бараат сега и тие да имаат за да биде федерација. Сега, бидејќи тука е спорот, мене многу ме плаши спорот во Босна. Повеќе него овој спор меѓу Косово и Србија. Бидејќи Босна е најголемата, најтешко решливиот проблем ако повторно не се состави една Југославија, каде што по тие неколку години на нено постоење ќе се дефинираат, ќе се прават етнички чисти средини, ќе се направи преселба на народите. Тука се лажат. Тука Месич се лаже и тој го работи ова што го прави Груевски со оваа негова идеја. Нема да се случи етничко чистење тогаш во например да се направи Југославија, нема хрватите да ја исчистат Хрватска и да имаат чисто дефинирана зона. Нема македонците да имаат чисто дефинирана Македонија, туку србите уште повеќе ќе се раселуваат во тие територии, албанците уште повеќе ќе се раселуваат, и повторно ќе има уште повеќе проблеми. Зошто тој дел околу Месич што е интерес на хрватите. Херцеговина. И таму е чиста ситуацијата. Сега тие таму тој што остана дистрикт Брчко, бидејќи тие се отцепени, немаат спој со Хрватска. Хрватите од Херцеговина немаат спој со Хрватска. Тие се како острово, хрватите се како острово во Босна. Немаат Република Српска има преку Дрина со Србија спој. Не разбираш што е. Јасно ми е ти што. И сега тие ќе го добијат, хрватите ќе го сачуваат тој дел што го имаат по Херцеговина. Битно е да го добијат, да добијат пат како што е таа една република во Калининград. Не, има една сега во Украина кога одев, тоа е едно парче на 300 метри. Ама да поминуваш граница. Не се
хрватите и македонците не се такви покварени луѓе кои што ќе умеат да ја искористат таа прилика. Србите и албанците се многу по-експанзионистички, многу по-агресивни како народи и тие се оние кои што ќе го употребат таа прилика. Албанците ќе го искористат најмногу. Да. Сега, зошто постојано се враќам на Србија и на опасноста од Србија? Затоа што тие имаат идеологија која што е формулирана уште на крајот на 19 век, да ги спојат сите српске земји, да ги спојат сите. А што е српска земја? Каде што кивнал некој србин во која насока кивнал или се накашло, тоа е српска земја. Да. Нашата организација, која што е експанзионистичка, шовинистичка ВМРО, се уништува. Меѓутоа, нивната организација никогаш не се уништува. Кај нив постои континуитет. Ќе прочитам изводок од книгата што ја преведов лани, Црна рука врз Европа, која што е достапна за читање на нашиот сајт Македонски информативен центар, кој зборува токму за таа великосрпска идеја. Почнуваме некаде од страница 92. Во октомври 1908 година, за време на собранието на сите воени и цивилни големци на Белград, одржано во просториите на општината под председателство на генерал Бошко Јанковиќ, се подготви планот за пансрпската пропаганда и борба. Пансрпска тоа е великосрпска. Да. Тука се користи тој термин. Од тогаш пансрпскиот империализам има жариште, има устав и име. Се вика народна одбрана. Изразувајќи ги сите аспирации, сета омраза, сите огромни национални очекувања на народна одбрана, не и беше потребно долго време да оформи солидно влијание во Србија. 18 месеци по незиното формирање таа броеше 223 локални комитети. Ги содржеше сите важни личности во кралството, а незините ограници се протегаа во Босна, во Херцеговина, во Словенија, па дури и на Истра. Народна одбрана беше органот што ги осуди на смрт и ги уби кралот Александар Обреновиќ и кралицата Драга. Народна одбрана беше органот што направи кралот бегалецот Петар Караѓорѓевиќ, таткото на убиениот крал во Марсеј Александар. Законатата цел на организацијата создадена од генерал Јанковиќ беше развивањето на патриотски дух и национална солидарност меѓу сите словени на Балканот под управата на српскиот род. Незината вистинска цел беше подготовката за победоносна војна против Австрија, која би им дозволила на србите да ги остварат своите планови за Босна, Херцеговина и за Хрватска. Во мај 1911 година второ тајно пансрпско здружение, Уединење или смрт, обединување или смрт, подобро позната како Црна рука, беше конституирано под управа на полковник Драгутин Димитриевиќ Апис, началник на разузнавачката служба на српскиот генерал штаб. Нејзина задача беше да действува кон ослободувањето на сите срби што живеат под туѓо робство. Не помина долго време пред Црна рука да ги абсорбира најактивните елементи на народна одбрана и да и го наметне еден од своите поглавари, Милан Васич. Црна рука непосредно влезе во судир со Пашич, председателот на Советот, кого тие го обвинија за кукавичлук и попречување на пансрпската идеја. Конечно беше забранета во јуни 1917 година. Незините поглавари беа обвинети за револуционерни намери и беа стрелани во Солун, како производ на судење пред судии на воениот совет, чија одлука всушност беше писмена наредба од страна на принцот регент Александар. Но пансрпската идеја што ја персонифизираа овие мртовци ги надживеа своите носители. Империалистичката програма на Црна рука беше продолжена, надополнета и извршена до својот зенит по 1917 година од страна на Бела рука, официјалната организација формирана по моделот на Црна рука од проверени личности од народна одбрана кои истовремено беа и приврзаници на кралот Александар. Користејќи армијата, која целосно беше нејзина марионета, и цивилната администрација каде што ги држеше сите полуги за некој што не е нејзин припадник да не може ниту да се надева да пристапи во државна служба, Бела рука денес е апсолутен господар на сета внатрешна и надворешна политика на Југославија. Таа стана темелната машинерија на државата. Таа ја донесе одлуката, а нејзините припадници го извршија државниот удар од 6 јануари 29 година. Првиот диктатор генерал Живковиќ е репрезентативен тип на пансрпската Бела рука. Хипнозата на пансрбизмот доминира врз се.
во армијата, дипломатскиот корпус, владините совети, енормната администрација, луѓето на народна одбрана се насекаде. Иако навидум се на позиции од второстепено значење. Ова е многу важно. Да. Иако навидум се на позиции од второстепено значење, тие се всушност оние што командуваат. Затоа што сите сили на тајната организација се зад нив. И немојте да си дозволите да поверувате дека ова е нов феномен, производ на состојба на интелектуална и морална неуравнотеженост, произлезен од диктатурата, кој ќе исчезне со нејзиниот пат, реформи. Да. Ваква е состојбата во Белград од денот кога овие пансрпски организации, прво Народна одбрана, а потоа и Црна рука и Бела рука, се сторија господари на државата. Кој беше, например, оној полковник Драгутин Димитриевиќ Апис, чии дејства беа толку клучни за предизвикувањето на светската војна. Тој беше, повторувам, само началник на разузнавачката служба на висшиот генерал штаб, односно тој беше само потчинет офицер. Тоа е битното, затоа што главите се менуваат, министрите се менуваат, председателите, премиерите. Оние кои што управуваат се навидум од второстепени позиции. Значи, повторно ќе речам, тој беше, повторувам, само началник на разузнавачката служба на висшиот генерал штаб, односно тој беше само потчинет. Но ова не го спречи од одењето над ингеренциите на неговите претпоставени, над ингеренциите на самиот шеф на владата во решавањето, подготвувањето и организиранието најситен детаљ на нападот во Сараево. Тука се зборува за атентатот во Сараево. Тој ги одбрал авторите на нападот, им испратил револвери и бомби земени од државниот арсенал во Крагуевац и им обезбедил придружба од офицери на редовната војска до босанската граница, им обезбедил водичи и јатаци на асирска територија и ги спровел на некој подмолен начин до кејот на Милјошка, каде што тие во заседа го исчекувале мигот на нападот. Двојната победа во Балканските војни веќе ги беше опила челниците на Црна рука и чудотворниот триумф од 1918 година, во кој забораваат дека тие играа сосема незначителна улога, ги охрабри нивните наследници да ја фрлат предпазливоста на буништето на заборавот. Тоа е она што тие и во 90-та година пееа, што пееа, кото каже, кото лаже. Дека тие се силни, дека никој не може да им се испречи, забораваат дека тие губат војни. Некој друг ги добива војните за нив. И тоа е она што е клучното тука. Некој друг ги добива војните за нив. Некој друг ги добива војните за албанците. Зошто е тоа така? Зошто ние не успеваме да убедиме некој друг да застане на наша страна? Затоа што водиме политика зошто што му правите на Мадуро. Да. Тоа е. Па еве сега помина роденот на Гоце Делчев, се вообичаените слики едно друго се стават, но никој не размислува, например, зошто, како дошло до смртта на Гоце Делчев. Гоце Делчев знаеме дека продаден од клети шпиони. Да. Зошто во тој период турската власт го зајакнала прогонот против ВМРО, која што до тогаш многу не го марела. Да. Зошто? Што се случува неколку месеци пред убиството на Гоце Делчев? Што се случува? Се случуваат солунските атентати. Атентати кои што се спроведени од нихилисти, анархисти против волјата на раководството на ВМРО, а со помош на Гоце Делчев самиот, и тука е иронијата, кои што го свртуваат мислењето на меѓународната јавност против македонците, против македонското движење. Значи, тоа е она што мораме да го контролираме. Тоа е она зашто го критикувавме оној Бил Николов. Бил Николов. Еве сега имаме еден денеска видов таму на Facebook. Така да Facebook помага многу да сме во текст што се случува. Денеска има протест во едно училиште во Скопје. Затоа што хемиско училиште во кое учат околу 30% албанци и именуване директор албанец. И учениците протестираат и наставниците. Каква слика праќа протест? Таков протест. Да. Дека ние, македонците, сакаме да им одзееме права на другите. Не. Јас минатата емисија говоревме за тоа. Да се бориме за нашите права.
ама не да се бориме да одземеме права на некого. Тој е завршен, поседува квалификации. Не навлегувам сега во други, но се јавил на конкурс, распореден, добил на конкурс, задоволил некои процедури. Да. И крај. Значи, учествувал како граѓанин на Македонија. Да. Дали сега има нешто за тоа? Но, треба не да се бунтува против неговото именување. Да се побора прво, да се испита како е изберан. Дали бил регуларен изборот? Постојат начин на кој може да се сето тоа да се докаже, ако не е регуларно, ако регуларно неговиот избор не е спорен и не сме никој да го спори. Да. И крај. Но некој свесно ги буцка луѓево да покажуваат шовинистички нагони, шовинистички истапи, против одредена националност, против одреден етникум, против одреден... Зошто? Сето тоа не може, тоа не го прифаќа. Да. Сега, од една страна, нон-стоп пееме за братство, единство, Да. за меѓуетничко општество, за едно, друго, трето, а постојано се случуваат вакви испади, кои што ги прават македонците да изгледаат како оние кои што се лошите. И сега, некој ќе каже, добро, еве ова што го прочитав од Позие од 1934-та, тоа е стара Југославија, па имаме нова Југославија, па имаме распадна Југославија. Темек, ова што го зборувам, нема никаква врска. Поминала, не е точно. Сега, што се случува? Еве да додиме на Втората светска војна. Југославија паѓа под германска окупација, меѓутоа управата е домашна. Да. Како што во Македонија е бугарска, во Да, Србија Недичи. се недичи. Недичи се она што е, да кажеме, што се усташите на Анте Павелич. Да, сега Ајде ги кажеме така, сега да не цепиме влак. Да. Недич бил лојален на кралот. Тој е воено лице. Неговата опозиција е исто така припадник на југословенската војска. Дража Михајлов. Михајлов. Значи тие земаат позиција и таму има и за малку Дража Михајловиќ не успеал да ја добие целосната поддршка на Западот. Значи, сега, што се случува? На крајот на Втората светска војна, тогаш се случуваат вистинските пресметки во Југославија. Меѓутоа, што се случува? И дел од Усташката управа и голем дел од оваа Недичевата управа влегува во управата на комунистите. Да. Посебно ова Озна е всушност Црна рука. За црните куќи на Црна рука веќе се зборува во 1912-1913 во извештајот на Карнегиевата комисија. Значи, Црна рука се претвора во Бела рука, тоест ја превзема кралот Александар, а потоа се претвора во Озна. Рајнковиќ и Крцун се главните творци на Озна. Тие се велико срби. Единствената причина зошто Југославија станува комунистичка држава е затоа што, како што веќе имам зборувано, уште во почетокот на кралството СХС, како му беше името, Цицварич. Во некоја колумна, мислам беше во Политика, вели дека најбрз начин да се створи интеграција на ова нова држава југословенска, односно великосрпска, е преку воведување на социјалистички систем, кој што ќе придонесе до разводенување на етничките обелешја. И затоа имаме комунизам во Југославија, подржан од србите најмногу. Најмногу подржан од србите. Во распадот на Југославија границите се менуваат со војна. Во Македонија немаше војна. Да. Значи немаше вистинско менување на границите. И Тито, бидејќи неговиот интерес е да владее,
ја прозрел убаво што треба да стори за да стане доживотен председател, требало да има поддршката на србите, ја имал. И крај. Да завршиме со емисијата. Значи тоа е тоа. Великосрпската идеја е жива и здрава, никогаш не замрела. Овој текст од Никола Груевски е ништо повеќе од едно парче пропаганда наменето токму во таа насока. Да го смири народот, да му каже не, сека, па добро, не е така лошо, ќе влеземе едно друго, вие сеите си мирни, ајве ќе ве бодрам јас од Будимпешта, ќе влеземе, па после кога ќе влеземе, ќе биде некоја добро, ама нема да влеземе. Тоа е целата финта, што нема да влеземе. Не е наменето да се влезе. За да влеземе треба да се растори удба. Тоа е, иако се Европска унија, ако е составена од глобалисти и комунисти, водството сега, пак заради себе си бара да се следат новите членки пред да влезат. Искуството со Романија и Бугарија и Хрватска им е лошо и затоа сакаат барем еден проблем да имаат помалку. Крај. Одиме. Во ред. Ви благодариме повторно за вниманието и оваа недела и се надеваме дека ви се допадна содржината, па ако не ви се допадна, нека ви ги вратат парите. Дечите критика слободно, мислам, сакаме ваши мислења за да знаеме каде треба да се коригираме, Да, не во мислењата, туку во содржината, во кои теми да дискутираме. За мислењата можеме да полемизираме, нема спор. Ние не викаме дека не прифаќаме полемика. Секогаш сме спремни да полемизираме и културна полемика со факти прифаќаме во секое време. Да. Доколку ви се допаѓа ова што го произведуваме, тогаш ве молиме да го споделувате. А доколку имате и некои информации кои што ги немаме, кои што гледате дека ги немаме, ве охрабруваме да ни ги праќате за да можеме и ние подобро да ја осознаеме вистината, затоа што вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање. Груевски повторно игра за Заев, а тоа значи дека тој повторно игра за удба. Тој, во текст напишан од туѓа рака, го убедува народот дека, сепак работата не е така лоша и дека штом ги бутнеме предавниците, овие комуњариве од власт, која, тие ќе ја предадат културно и без насилство и демократски, кога ќе ги изгубат следните избори, тогаш ќе си го вратиме името и уставот и се друго. Исто, како што бојкотот од 94 година се употреби како аргумент за поништување на одлуките кои ги донесе власта на Сојузот за Македонија по мирната и демократска промена на власта во 98 година, токму така и таман толку ќе се употреби бојкотот од 2018 како аргумент за бришење на уставните промени кои го менуваат името на македонскиот народ и го прават подчинета народност. Пред Лјупчо да стане премиер, тој беше лидер на опозицијата. И тој вака го смируваше народот во неговите мигови на гнев, успивајќи го дека сето ова што ни се прави, ќе се исправи во догледна иднина. Сега Груица, откако осуммина негови пратеници, да не заборавиме, овој пратенички состав на ДПМНЕ е од времето кога тој се уште беше лидер и премиер. Значи, откако осуммина негови пратеници гласаа за предавствата за кои тој сега зборува, тој од неговата слобода во Будимпешта не убедува дека штом ќе падне оваа марионетска власт, без да каже чија, се ќе може да се избрише, веројатно само под водството на лидер, патриота голем барем колку него. Груевски не го бодри народот како што тоа толку неоргански се обидува да го одглуми. Тој само го успива до следната станица на касапењето на Македонија. Чифте, ајто мали,